Драги браќи и сестри, добро утро. Слава на Бога. Гледам овде, гледам и не гледам никој на кратки ракави. Кога влегов, до сега климата дуваше ладно, сега дува топло. Оджаците почна да димат. Кога ќе излезеш надвор, сонцето пријатно. Цело лето се криевме од него, а сега ни е пријатно. Што покажува тоа? Што ни говори тоа? Дека иде зимата. Зимата е на прагот пред нас. Ама дали сме спремни за зимата? Дали имаме дрвја, дали имаме храна, дали имаме облека, дали ние сме подготвени за зимата? Има ли некој што не е подготвен? Има ли некој што има потреба од нешто? Да се припрема. Тоа го зборувам за тоа што тоа се знаците кои покажуваат дека зимата доаѓа, лисјата ќе почнат да паѓаат сега, плодовите се собираат. Исус рече, кога ќе ги видите знаците на небото, знаете дека е крајот блиско. Дека Синот човечки ќе дојде на оваа земја да ги земе своите и земјата ќе биде уништена. Ние знаците ги гледаме и гледаме дека се веќе се исполнува, времето е при крајот, ама сега прашањето е дали ние сме спремни? Дали ние сме подготвени да го дочекаме Господ Исус Христос? Или се уште не сме? Ако некој не е, тогаш треба да бара помош, треба да бара совет, што треба уште за да биде припреман, за да може да го дочека Господ Исус Христос. Тоа е добро што Господ Исус Христос ни зборува дека има знаци по кои може да се ориентираме и да знаеме дали е близко или е далеко. И за тоа треба ние постојано да се припремаме, да бидеме подготвени и спремни за тој дочек. Доаѓаме овде за тоа да го слушаме Словото и да се учиме од него, да научиме што е потребно за да можеме да влеземе во небесното царство. Да постанеме Божи деца, да бидеме негови и кога ќе дојде тој, да не земе со него. Ова судбење да започнеме со Христа, Бог е помеѓу нас.
Ќе го прочитаме Псалмот 112. Алилуја! Блажен е оној човек кој се бои од Господ и кому му се мили неговите заповеди. Неговото потомство ќе биде силно над земјата, родот на праведните ќе биде благословен. Слава и богатство ќе има во неговиот дом и правдата негова ќе преуспева вечно. На праведните во темнина им изгрева светлина, тие се благородни, милостиви и справедливи. Има добро за човек што е дарежлив и назаем дава, тој праведно ги извршува своите работи. И никогаш нема да се разниша, праведниот останува во вечен спомен. Од лоши гласови нема да се уплаши. Срцето му е спремно, зашто се надева на Господ. Срцето му е цврсто, тој нема да се уплаши. Кога годе, ќе погледне во непријателите своји. Тој се разделува, дава на сиромаси, правдата негова останува вечно. Неговиот рок ќе се возвиши во слава. Грешниот, кој ќе го види тоа, ќе се јадосува. Ќе крцка со зъбите своји и ќе се топи. Желбата на грешникот пропаѓа. Амин. Нека сега да се исправиме и да му благодариме на Бога. Господе, ние сме ти крајно благодарни за Твојата милост, за Твојата љубов кон нас, за Твојата грижа, за Твојата правда, за Твојата сила, мудрост, за тоа што, Господи, Ти си не повикал да бидеме Твои деца, иако сме грешни и недостојни, иако и ние сме родени грешни и живеевме во грев, но Ти преку Твојата милост и љубов, преку Твојот единороден Син, не откупи и плати за нашите гревови. Господе, ние Ти благодариме од длабочината на нашето срце и Те молиме, Господи, да Ти не водиш во нашиот живот, никогаш тоа да не го забораваме, никогаш да не се оддалечуваме од Тебе и секогаш да ја вршиме Твојата волја и да ги исполнуваме Твоите заповеди. Татко, Ти благодариме што ни даваш убаво време, што ни даваш слобода,
да можеме да се собираме околу Твоето Слово, да можеме да го читаме, да можеме да слушаме тоа што Ти сакаш да ни кажеш, тоа што си го припремил за нас, за нашите души и оваа утро, таа духовна храна, која нас не исполнува, ја исполнува нашата душа, нашето срце, за да можеме уште посилни, похрабри, да можеме да одиме напред во овој бурен свет, исполнет со грижи, проблеми, напади. Сатаната поставува разни замки и сака да не оддели од Тебе. Но Ти си силен Бог и Твојата таткова рака секогаш е над нас и не штити. Господе, ние сме сигурни во Твоите раце и секој еден кој го предава својот живот во Твоите раце нема да се плаши, нема да стравува од ништо, но ќе биде заштитен, ќе биде благословен, ќе биде радостен што е Твое дете. Татко Небесен, те молиме за Твојот благослов ова утро. Зборувај ни тоа што ни е потребно на нашите срца. Благослови го нашиот брат кој ќе зборува, за тоа што тој ќе ја пренесе Твојата порака. И тоа нека биде слово упатено кон сите нас. Господе, те молиме за Твојот благослов над оние кои се биле спречени, се стари, болни, не можат да дојдат. Оние кои што гледат оддалеку, благослови ги и нив. Те молиме за нашето село, да Ти се смилуваш над него и да што повеќе души те познаат Тебе. Те молиме за нашата земја, за нашиот народ, за нашите власти. Нека Твојот благослов биде над сите нас. Се предаваме во Твоите раци и те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Животот Мојсејко, Христе да не
Не минатата пред таа недела бе во Молоспитово, па да не останам должен да ви пренесам поздравите од браќите и сестрите од црквата во Молоспитово. Ве поздравуват. Не знам, брат Никола беше за Австралија, отиде без да знаеме, а дојде дали е најавен или не, или има нешто да каже. А може би нашите браќи од Австралија се пуштили некој поздрав. Како убава земја, тука во Савото слушам малку. Аха. Благодараме многу. Не знам, и брат Маринче е тука, Горан е тука, сите сте поздравени во името на нашиот Господ, Саветка е тука, нека Господ ве благослови сите. Мило ни е што сте тука, а посебно нашиот брат кој Бог го праќа ова утро, да ни го пренесе неговото слово. Тоа сега да кажам дека тие што го проповедат словото, Бог ги праќа, Бог дава слово и секој не може тоа да го прави. И не треба. Словото вели сите, не сакајте да бидете учители. Затоа што сносиме одговорност. Како го носиме Божјото слово, така треба и да постапуваме. Така треба да живееме, нели? Лесно е да кажеш неколку зборови, ама треба да стоиш за тие зборови. Така да треба се молиме да Бог ги благословува и дава сила на тие кои проповедаат и го носат Божјото слово. Го повикам нашиот брат да ни послужи. Му благодарам на Бога што можам пак да бидам со вас заедно, да го споделиме заедно Словото, да го славиме Господа и што ни дал можност да дојдеме. Мојот текст за ова богослужба се наоѓа во посланието на апостол Павле до Галатјаните, 4 глава, 16 до 20. Галатјаните, 4 глава, 16 до 20. И затоа ли станав ваш непријател? Бидејќи ви ја зборував вистината, тие не ревнуваат за вас добро, туку сакаат да ве одвијат од мене, та вие за нив да ревнувате. Добро е секогаш да ревнувате во доброто, а не само кога сум меѓу вас. Чеда мои, за кои сум пак во родилни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос. Сега би сакал да бидам меѓу вас и да ве се обратам со поинаков тон, бидејќи сум во недоумица за вас. Толку од Словото Божјо. Тоа ќе биде текстот, през кого ќе размислуваме и од кого ќе се поучуваме на ова богослужба. Во овој текст ја гледаме големината на срцето на апостол Павле. Апостол Павле бил голем теолог, но бил и голем душогрижник и голем пастир на Христовото стадо. Бил еден од најголемите мисионери за ширење на Евангелието по светот. Во денешниот текст го гледаме како вистински пастир и душогрижник. Во претходните стихови тој ги укорува галатјаните што почнале да се враќаат на еврејските празници откако го примиле Евангелието.
помислиле дека со држање на еврејските празници ќе се докажат дека се вистински христијани. Но апостолот им вели вака: се плашам за вас, да не би случајно залудно да сум се трудел меѓу вас. Во 11 стих. Кога прв пат го слушнале Евангелието од него, го засакале многу и го примиле како ангел Божи, како Исуса Христа. И биле спремни се да направат за него. Но се случило да дојдат кај нив лажни учители, кои што им донеле лажна наука, лажно евангелие. Како резултат на тоа се свртеле против Павле. Евангелието што им го донел Павле ги направило вистински пријатели со него. Евангелието ги обединува сите христијани по светот и ги прави да бидат единствени во верата и во науката. Гледано национално и културно, Павле и галатјаните биле сосем различни. Павле бил евреј, тие биле незнаборци. Немало ништо заедничко меѓу нив. Тоа што ги обединило било Евангелието. Што се случило што покасно му останале непријатели на Павле? Што се случило? Дали Павле се променил? Дали Евангелието се променило? Ниту Павле, ниту Евангелието се променило, туку галатјаните се промениле. Се промениле затоа што прифатиле лажна наука и лажно Евангелие. И затоа Павле им изгледал сега како непријател. И така непријател ви ваш ви станав, кажувајќи ви вистината? Кога дознал за тоа што се случило во Галатија, Павле се обидел да го врати првобитниот однос меѓу него и верните таму. Галатјаните паднале духовно на теолошка основа, а тој им ја објаснува вистината детално. Им ја расветлува вистината од сите страни и тоа го прави со голема љубов. За лажните учители им вели: тие не ревнуваат за вас добро, туку сакаат да ве одвојат од мене. Прва карактеристика за нив е дека тие ревнуваат. Тие не ревнуваат добро, но ревнуваат. Тоа е интересно. Зачудувачки е што имат ревност. Еретиците се големи ревнители. Тоест, тие се најголеми ревнители. Иако нивната наука е погрешна, гнила, целосно, 100%, сепак ревнуваат. Има луѓе, припадници на некои секти, кои одат од куќа до куќа и нудат нивни книги во името на Исус Христос, кои се со еретичка содржина, се извртени наопаку. Ништо не е точно, ништо не е според Библијата, но тие се нападни. Нудаат соработка, часови за учење на нивната лажна наука, посети домашни, и ако ги допуштиш да ти влезат дома, тешко да се ослободиш од нив. Тие се како книжниците и фарисеите во времето на Исус, за кој Исус вели вака: тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто обиколувате по море и по копно, за да добиете еден последовател. И кога ќе успеете во тоа, тогаш го правите син на пеколот, 2 пати полош од вас. Матеј 23:15. Колку големо ревнување е тоа? Да обиколуваш по море и копно. Само и само некој да придобиеш. Голема ревност е тоа. Добро е да се има таква ревност. За пофалба е. Но она што сака да каже Господ Исус е тоа што откако ќе придобијат некој, го прават 2 пати полош од нив. Син на пеколот. Тоа е лошото. Така е кога се шири ѓаволска наука. Луѓето стануваат полоши и полоши. Деца ѓаволски, а не Божи. А кога се проповеда Евангелието, луѓето стануваат подобри и подобри, тоест деца Божи.
Господ Исус Христос им дал заповед на апостолите да одат по целиот свет, да ги научат сите народи да станат Христови следбеници, крштавајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Господ од нас бара голема ревност за доброто на сите, да се покајат, да поверуват, да се спасат, за да не отидат во пеколот. Тоа е добра ревност. Тие не ревнуваат за вас добро, им вели апостолот на галатјаните. Зошто не било добро? Прво, сакаат да ве одвојат од мене. Ако успеат да ги одделат од Павле, тоа значи дека ќе ги одделат и од Евангелието, што тој им го проповедал. А тоа значи и одделување од самиот Господ Исус Христос. И апостол Павле ревнувал, но како? Еве како. Во 2 Коринтијаните 11:2 вели: за вас ревнувам со ревност Божја, зашто ве обручив за маж, за да ве представам пред Христа како чиста девица. Тоа е добро ревнување. Тоа е Божјо ревнување. И еретиците ревнуваат, но во негативна смисла. Да одделат жена од својот маж или девојка од својот вереник, со цел да ги остварат своите нечисти замисли. Тие сакале да ги одделат галатјаните од Павле, а со тоа и од Христа. Тие не можат да придобијат некој за Христа. Не им и целта тоа, но сакаат да го одделат некого од Христа. Тие ревнуваат за законот, за Мојсија, а не за Евангелието. Тие што дошле во Галатија зборувале против Павле. Павле проповеда важна наука, он е против законот, он е болен затоа што Господ го казнил. Шилере разни клевети против него, со цел да го отцрнат него, а со тоа и неговата наука. Зад сето тоа стои Сатаната. Неговата цел е да ги оддели луѓето од Евангелието и од Христа. Тој сака да ги оддели луѓето од вистината и да им ја наметне лагата. Затоа им испратил лажни учители, за да им подметнат лажна наука. И тие еретици не ги придобивале луѓето за Христа, туку за себе си. Тие не ревнуваат за вас добро, туку сакаат да ве одвојат од мене, да вие за нив да ревнувате. Апостол Павле знаел, имал откровение од Бога, дека по неговото заменување од црквите, што ги основувал, Сатаната нема да мерува, туку активно ќе работи. Како? На старешините од Ефес им кажал при разделбата со нив да бидат внимателни и будни, бидејќи знам дека по моето заменување ќе се втурнаат помеѓу вас лути волци, кои нема да го штедаат стадото. И од вас самите ќе станат луѓе што ќе зборуваат изопачено, за да ги одвратуваат учениците заедно со себе си. Дела апостолски 20, 29-30. Лути волци, кои нема да го штедат стадото. Тие ќе ги придобиваат луѓето за себе си, а не за Христа. И откако ќе ги придобиат, потоа ќе се фалат. Во Галатјаните 6, 12, 3, 13 вели: оние што сакат да се фалат по тело, тие ве принудуваат да се обрезуват, само за да не бидат гонети поради крстот Христов. Оти оние што се обрезуваат, саме не пазат на законот, а сакаат вие да се обрезувате, за да се пофалат со вашето тело. Еве какви намери имале. Значи, тие што ги учат другите да го држат законот, самите не го држале законот, а ги придобиват другите за да се фалат со нив. Гледате што направивме. Ги придобивме за нашата организација. Не ги придобиле за Господа, не за да се спасат, туку за себе. Таа им била целта. Така тие дошле во Галатија, ласкаво маскирано,
што вели Исус, волци во овча кожа. Тие не били како апостол Павле. Павле им го проповедал Евангелието, но и гневот Божи над неверниците. Тие што ќе го отфрлат Евангелието, ќе бидат фрлени во огненото езеро. Така учи Словото. А лажните учители им го проповедале законот, но не исправно и законски, туку искривено и изопачено. Целта на правото проповедање е луѓето да се покајат, да поверуват во Господ Исус Христос, да го остават безбожниот пат и да станат негови созданија преку наново раѓање. Не да ги придобиваме за себе и за некоја организација, туку за Господа. Пред да се вознесе Исус, им дал заповед на апостолите да одат по целиот свет, да го проповедат Евангелието и од сите народи да прават негови ученици, да бидат членови на неговата црква, која ја придоби тој со својата крв, пише во Дела апостолски 20:28. Господ Исус ја придоби црквата со својата крв, не некој друг. Верните од целиот свет се членови на Христовата црква. Тие не се црква на апостол Павле или Петар или некој друг. Вистинските верници знаат на кој му припаѓат. Во Јована 10:14 Господ Исус вели: Јас сум добриот пастир и ги знам моите и моите ме знаат мене. Дали ние го познаваме Господ Исус? Апостол Павле понатаму вели: која е добра ревност? Добро е секогаш да ревнувате во добро, а не само кога сум меѓу вас. Во Римјаните 10 глава 1-4 апостол Павле вели: браќа, желбата на моето срце и на мојата молитва кон Бога за Израел е за неговото спасение. Јас им сведочам дека тие имаат ревност за Бога, но не според сознанието, зашто не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, тие не и се подредија на Божјата праведност, бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што во него верува. Евреите имале ревност за Бога, но на погрешен начин. Тие сакаат да воспостават своја собствена праведност, а не се покоруват на Божјата праведност. Која е таа Божја праведност? Тоа е Господ Исус Христос. Он е Божјата праведност. Така и еретиците ги нагласувале тие работи што воопшто не се важни, а го прескокнувале најважното. Кога ние го слушаме Словото, што е тоа што не возбудува? Која е нашата желба? Ние треба да ревнуваме за добро, да се молиме луѓето да се спасат и да им сведочиме. А ние самите да го читаме Словото секој ден и тоа со апетит, да копнееме за Бог, да се молиме постојано, да имаме ревност за Бога. Кога Исус видел што прават луѓето во храмот, како го претвориле од дом за молитва во дом за трговија, тогаш тој рекол: ревноста за твојот дом ме изеде. Јована 2:17. Таква ревност за црквата Божја треба да имаме и ние. Да се грижиме и за нашите семејства, да ги воспитуваме децата и да се молиме за нив, да не фатат лоши патишта. Галатјаните биле ревностни на почетокот за Бога, за Павле и за вистината. Тоа не е телесно ревнување, тоа е духовна ревност, света ревност. Галатјаните биле такви кога Павле прв пат бил кај нив, но кога си отидел Павле, нешто се случило. Затоа им напишал: добро е секогаш да ревнувате во доброто, а не само кога сум помеѓу вас. Кога Павле заминал, дошле еретиците и им наметнале лага, заблуда. Но тие не требало да ги допуштат.
но требало да им се спротивстават. Што вели апостол Јуда во своето послание 1:3? Да се борите за вистинската вера, која им е дадена на светиите еднаш за секогаш, зашто се го влекоа некои луѓе. Уште во времето на апостолите. Оваа борба не е телесна, туку духовна. Ефесјаните 6:12 вели: оти нашата борба не е против крвта и плотта, туку против началствата, против властите, против светските управители на темнината на овој век, против поднебесните духови на злобата. Тоест, нашата борба е со Сотоната и неговите демони. Сотоната се бори и сака да ја сруши вистината, а да ја наметне заблудата, влагата, а тоа го прави преку луѓе. Во светот има лажни вери, основани од луѓето. Нашата вера е вистинска вера, затоа што е дадена од Бог, а не од луѓе. А тоа е Библијата. Библијата е комплетна и на неа не смее ништо да се додава и одзема, како што пишува во Откровението 22:18-19. Да се борите за вистинската вера. Како? Со тоа што ќе читаме и ќе го складираме Словото во срцата наши. Ако не сме внимателни, ќе паднеме во некоја заблуда и како резултат на тоа ќе изгубиме љубовта и ревноста кон Бога. Ако сме внимателни, тога сме и духовно зрели. Духовната зрелост се постига со духовно растење, со редовно читање на Словото, исполнување со Светиот Дух, со постојана врска со Бога преку молитва. Колку подобро го познаваме Словото, толку потешко може некој да не излаже теолошки. Апостол Јован напомнува: возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија на светот. Уште во времето на апостолите се појавиле многу лажни пророци, а денеска уште повеќе. И Господ Исус Христос не предупредува сите во Матеја 24:4-11. Пазете се да не ве излаже некој. А во 11 стих вели: многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. Господ да не чува и нас да не прелажат. Галатјаните не пазили и затоа били измамени, но Павле како нивен духовен татко и душегрижник сака да им помогне. Па им вели понатаму: чеда мои за кои сум пак во родилни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос. Сега би сакал да бидам меѓу вас и да ве се обратам со поинаков тон, бидејќи сум во недоумица за вас. Сега ги потсеќа на нивниот духовен роден ден. Па им вели: чеда мои за кои сум пак во родилни маки. Павле им го донел Евангелието на првото мисионерско патување. Тие поверувале преку него и биле наново родени. Тие се негови духовни деца. Но не му било лесно, имал породилни маки. Тогаш бил телесно немоќен, бил каменован од евреите и незнабожците, кои му се спротивставиле. Поминал низ многу маки и страдања, само затоа што го проповедал Евангелието. Самиот кажува ништо поминал, ширејќи го Евангелието. Еве да прочитам. Во 2 Коринтијаните 11:23-30. Во напори изобилно, во затвори изобилно, во камшикување прекумерно, во смртна опасност често. Од јудејците примав 5 пати по 40 без еден удар. 3 пати сум тепан со стаполи. Еднаш каменуван. 3 пати претрпев бродолом. И ног и ден поминав во длабоко море.
Многу пати сум патувал, сум бил во опасност од реки, во опасност од разбойници, во опасност од сонародници, во опасност од незнабожци, во опасност по градови, во опасност по пустини, во опасност по море, во опасност меѓу лажни браќа, во труд и маки, во често неспиење, во блат и жет, во многу постење на студ и голотија. А покрај се друго, тука се уште и секојдневните напади против мене, како и грижата за сите цркви. Кој изнемоштува без да изнемоштам и јас? Кој се соблазнува без да се распалам и јас? Ако треба да се фалам, со слабоста своја ќе се пофалам. Гледаме ни што поминувал Павле, за да го шири Евангелието, со цел некој да се спаси. Колку голема цена платил, колку многу маки претрпел. Со право можел да каже: чеда мои, за кои сум пак во родилни маки. Вие сте мои духовни деца. Голема цена платив за вас, да ви го донесам Евангелието. Низ многу маки поминав, за да ви ја донесам вистината. И сега пак поминувам низ родилни маки, за да ве изведам од теолошката заблуда и да ве вратам во првобитната положба. До кога, Павле, ќе доживува родилни маки? Додека не се обликува во вас Исус Христос. Дали лажните учители поднесуваат родилни маки за некого? Дали тие се прогонувани? Дали биле затварани? Дали биле тепани? Ништо од сето тоа. Напротив, тие се многу популарни. Религијата е популарна за телесните луѓе, затоа што нуди телесни работи. Но Павле е прав душогрижник. Се грижи за нив, за нивната духовна состојба. Тој сака духовно да напредуваат, да бидат се послични на Христос. И на колосјаните им вели слично: не лажете се еден со друг, зашто веќе го соблековте стариот човек заедно со неговите дела и се облековте во новиот кој се обновува во познанието според образот на својот Создател. Тука нема повеќе ни елини, ни јудејци, ни обрезани, ни необрезани, ни варварин, ни скит, ни роб, ни слободен, а се во се е Христос. Колосјаните 3, 9 до 11. Се во се е Христос. Он е нашиот Создател, нашиот Спасител, нашиот Учител, нашиот пример. Во Филипјаните 2:5 вели: вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Ако растеме духовно со читање на Словото, со молење, со исполнување на Светиот Дух, ќе се доверуваме на Христос, ќе учиме од Него, ќе мислиме како Него, ќе живееме како Него. Во Ефесяните 3:17 вели: и преку верата Христос да се всели во срцата ваши. Тоа е целта на нашето спасение. Откако ќе се нанавродиме, Христос да расте во нас. Како што кажал Јован Крстител. Он треба да расте, а јас да се смалувам. Јована 3:30. Чеда мој, кој пак со мака ве раѓам, додека не се обликува во вас Исус Христос. Сега би сакал да бидам помеѓу вас и да го изменам гласот свој, бидејќи сум во сомнение или недоумење за вас. Апостолот е загрижен за галатјаните, за нивната духовна состојба, поточно за нивното духовно паѓање. Посакал да биде помеѓу нив, лично да разговара со нив. Свесен е дека не може да им каже се преку писмо. Но додека да отиде кај нив, можеби ќе помине подолго време. А меѓувреме состојбата може да се влоши. Затоа штом слушал што се случило, им го напишал посланието. Целосно да се искаже е подобро очи во очи, нели?
сигурно ќе ги поучувал како црквата во Ефес, поединечно и како црква, и тоа со солзи на очите, и секого од вас, им вели на старешините на Ефеската црква, дела 20:31. Како што правил со Ефес, Павле би го направил тоа и со галатјаните, само ако биде помеѓу нив. Но и тоа било Божја волја, да се напише тоа послание и да остане до ден денешен, па да биде за поука и за нив и на сите христијани од тогаш, па до денеска. Нашиот збор си е, пишаниот збор си е пишен и останува вечно. Бог му дал прилика да се види уште една со галатјаните на второто мисионерско патување, пише во Дела апостолски 16:6. И верувам дека тогаш Господ му дал прилика да го каже она што имал да го каже очи во очи со нив. Во 2 Коринтијаните 13:5 читаме: Испитувајте се сами себе, дали сте во верата. Сами испитувајте се. Или не сте свесни дека Исус Христос е во вас, освен само ако сте недостојни. Браќа и сестри, добро е да се испитуваме сами себе. Дали сме во верата или сме залутале во некој погрешен правец. Дали Бог работи во нас и со нас. Ако сеќаме немир и жал поради секој направен греф, ако сакаме да го познаваме Словото повеќе и повеќе, ако сакаме да растеме во посветувањето и да правиме добри дела, тогаш тоа е добар знак дека Бог работи со нас. Господ нека не благослови и да не остава, да работи со нас. Тоа ќе биде корисно за нас. Слава нека е на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Амин. Ке се помолим. Господи Боже и Татко наш небесен, читајќи го ова послание од галатјаните, тоа многу делува на нас. Како да го слушаме Павле и на нас да ни се обраќа. Како на нас да ни зборува преку него. Бидејќи ние многу пати, Господи, залутуваме, се занесуваме, се залажуваме. Дјаволот успева многу пати да не застране. Но фала Ти, Господи, за Светиот Дух, што не напоменува. И за Словото Твое, што можеме да го отвориме и да го читаме во секое време. Да се огледаме каде сме. Тоа е духовно огледало за нас. Да се видиме сами себе си. До каде стигнавме. Господи, помогни ни да бидеме слични на Твојот возлюбен Син Господ Исус Христос. Тој да биде нашиот пример. Тој да биде наш учител. Да мислиме како Него, да живееме како Него, да Те љубиме како Тој што Те љубиш. Да бидеме единствени во верата и во науката и да не дозволуваме ѓаволот да се втурне помеѓу нас. Дај ни духовни очи, Господ. Бистри умови, да може да ги согледуваме опасностите. Тоа можеме само со помош Твоја. Затоа биди со нас и не оставај, како што си обеќал. Нека е слава и чест на Тебе, сега и во сите векови. Во името на Исус. Амин. Благодараме на Бога, а и на нашиот брат за Словото кое беше пренесено, искажено. Пазете, борете се, грижете се, да не бидете прелажени. Лажни учители има насекаде и за тоа треба многу да внимаваме. Тоа е нашата одговорност.
Сега децата ќе ни кажа стихчето. Браво, деца. Нека Бог ги благослови децата. Сега за крај да најавам некои работи. Овде има нов број пат на животот. Денеска стигна, може тамо на крајот да надвор да се земете. Кој сака. И второ нешто, на 19. октомври. Знаете ли што има? Не се изборите, знам, на избори мислите, ама тоа нас не интересира. На 19. октомври е благодарствен ден.
Така да се спремете. И сестри и браќа, сестрите, ручоците или да ги заборават, или да ги донесат. И друго нешто да припремате, па да можеме тука да видиме заедно, да поминеме некој време заедно, после службата, да имаме и заеднички, ајде не го речем ручек, ама така да се почастиме со нешто. Да му благодариме на Бога за неговото водство, за неговото дарежливост, за неговата милост кон нас, што ова година ни дал се што ни е потребно, што не чуваше и не водеше и преку оваа година. Секој пат нашата благодарност треба да искажуваме кон Бога. На разни начини. И преку присуството овде, и преку пеењето, славењето, молитвите или словото, а и преку даровите. Бог не благословува и треба сме благодарни за тоа. Имаме места каде што луѓето гинат, се гладни, во страв да не загинат, и уште што ли не. Поплави сега во тоа време има, а Бог нас не чува и не води и ќе не продолжи да не чува и да не води, ако ние се држиме за Него. Сега ќе се исправиме и ќе завршиме со песната број 394. Песната број 394. Нека Бог да ве чува, да ве води, да ви дава здравие, сили, мир, радост, љубов
преку целата оваа недела и да можеме одново да се собереме следната недела на оваа место и да го славиме Бога. Може да седнете, службата е завршена.